се пориш Дритон. Имате една говорна порака. Беј ти само се вареме никако да се најдеме. Да видиме нашиот мистичен пријател да ни објасни неколку работи. Еднаш прашале еден голем шејк што е суфизмот. Чувството на радост кога нагло разочарување доаѓа. Ова се стихови на познатиот персиски поет Мевљана Џелалудин Руми, кој го посветил животот барајќи одговори на прашања кои се универзални и доста човечки, за љубовта, духовноста и божественото поврзување. Денес и ние ќе тргнеме по истиот пат. Ана ја познавам откако знам за себе. Таа е секогаш спремна за авантура. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Сосема случајно, дружбите ни се претворија во патувања и од другари станавме влогери. Може, станите. Со Дритон сме веќе испробана екипа. Јас задоволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а џиркаме и во занечиски дуќани. Со секој изминат километар, нова лекција, а понекогаш паѓа и по некој предизвик. Од дома правец кон сите соседни држави. Бараме нови перспективи на старите приказни. Природа, култура, музика, традиција, се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. На нашето патување има место за сите. Ова е Радиус. Прошири го кругот. Руми ме инспирираше да ја започнам потрагата по мистичниот пат на суфизмот. Суфизмот е тешко да се објасни, но еве една општо прифатена дефиниција. Мистичко исламско верување и пракса во која дервишот низ лично искуство ја пронаоѓа вистината на Божјата љубов. За дервиши сме слушале често, така се нарекуваат следбениците и практикувачите на суфизмот. Поетот Руми бил духовен татко на еден суфиски ред, редот на мевлевиите. Додека името Мевлана, кое му е отпосле дадено на Руми, во буквален превод значи нашиот учител. Настрана мистичниот пат, буквалниот пат ме однесе од градчето Волос во Грција до соседното село Агиос Лаврентиос. Таму се крие првото парче од сложувалката наречена Дервиши. Yes, hey. Hi! I finally found this place. Hi, Welcome. Hi. Welcome. Thank Ready? You. I'm very ready. Really? Yes. Okay, guide me, please. Here you go. Welcome. Wow. First of all, we have to know, Anna, that spinning world is another physics. Like when we drive a car, we know we have speed, right? Mm-hmm. Or when we swim, the water elevating us. Mm-hmm. Diving means pressure, no oxygen. There are different physics. When we climb, we have less oxygen. Spinning also actually leads us into another physics. First of all, you have to keep this in mind. So the gravitational force helps us to sit, right? Now we are sitting with the help of the gravitational force. But when we start to spin, then we start to have this centrifugal power. So now, what you need to do is, you forget that you have skirt. Okay. Really. Just forget myself? Because the skirt, the skirt flies by itself. What we need is the skirt needs just speed. Okay? I call it minimum speed. With that, now start to spin. Go. Doesn't matter which direction. Go. And immediately you can open your eyes. We don't need to close them anymore. Bravissimo. That's it. Enjoy it. Here we are. So born to spin. So Anna will change her profession and she will be dervish. Зија Азази е уметник и кореограф кој, иако не е дервиш во класична смисла на зборот, во своите работилници по танц се обидува да ја реактуализира дервишката филозофија преку вртењето, тоест семата.
Семата е танцувачка пракса, карактеристична за дрвишите од редот на мевлевиите, кои преку вртењето достигнуваат една, да ја наречеме, повисока духовна состојба. Семата е признаено од УНЕСКО како ремек дело во оралното и нематеријалното наследство на човештвото. Денес, овој танц може да се види само во Турција, но редот мевлана во минатото бил доста активен и на Балканот. Постојат записи од патеписци кои оставиле сведоштва за семата која се изведувала и кај нас, конкретно во Битола и во Скопје. На работилницата Dervish in Progress имав ретка прилика да видам одблиску како од прилика изгледа тоа. My background is from Orient. I am the Arab. I studied Quran when I was a child. So my grandfathers were dervish, sheikh. Oh, really? Yes. They were dervishes? We call it sheikh. We have mashikha in the family. I mean, grandfather, grandfather, all of them were sheikh, until my grandfather. My uncles, some uncles also learned so-called mashikha. Mashikha means What this- sheikh means? sheikh is the religious master, the master of religion. So And they were all in your family, they were religious masters. Yes, sheikh. in the past. In the past, yeah. But my father grew without mashikha, so he didn't learn this. But some uncles of mine did. And I grew up as atheist. After years, I call it like I entered from the back door, They asked me to come from front. I said, And you no, didn't want to. I don't want, and then came from the backside. But what I mean with that, I'm not religious at all. We are now, as we're talking, we stay local and we keep fighting with each other, but actually everything globalizes itself. Actually, it goes towards unification. So imagine now, we don't talk Macedonian or Turkish, we speak English, right? Yes. So it's dominating the other languages. So it globalizes itself. Therefore, I believe the importance of globalizing spirituality is very, very important, crucial. We need it because we got lost. Because life is not just material. We have to understand the wave. And with spirituality, we take time to understand the wave. We don't take time to understand those waves. As soon as you start to talk about love, they say, what are you talking about? I don't like to use the word love because overused, abused, I would say. They abuse the word love. Life and love. Me and Supreme. And together. We do this, it works. And that's the reason rituals are important. Зија Азази има инженерска диплома, но животот го посветил на танцот. Веќе 30 години ја истражува магијата на вртењето низ призмата на танцот, филозофијата и науката. Преку движењето Dervish in Progress, Зија го пренесува знаењето кое го стекнал за вртењето на работилници низ целиот свет. Пат кон Скопје имам повеќе дилеми, но за сега главната е дали кај нас има дервиши. Мистеријата ќе ни ја разреши Метин Изети, теолог и филозоф, кој има одговор на прашањето долг барем 10 книги посветени на суфизмот, или како што тој го нарекува, тесавуфот. На моето патување истражував за суфизмот и добив повеќе прашања отколку одговори. А сега да ве прашам дали вие може да имате некој наједноставен начин да ми објасните што е тоа суфизам? Тука се соединети два работи, и патување и метафизика, значи двете се комплицирани работи кои што не може така просто да се објаснат. Но еве вака јас со една реченица да ви кажам дека суфизмот или тесавуфот, како е оригиналниот назив на исламскиот мистицизам, е институционализација на духовниот живот на муслиманите. Суфизмот и тесавувот се иста работа, не? Иста работа. Значи, исламскиот мистицизам. Суфизам значи исламски мистицизам. Есихазмот, како што е во православието, и тоа кабала, така и евреите. И така, до ден денеска има неколку периоди на
развивање на суфизмот. Значи, прво се развива, еве вака, како ти што си патувала, после тоа се формираат одредени школи, како Багдадската школа, Хорасанската школа, Мединската школа, на суфиите, значи на дервишите. Тие се исти називи, само се синоними едни на други. Дервиш, суфија, мистик, тоа се називи, синоними на иста работа. И после тоа, значи, се формираат дервишките редови, или тарикатите, значи, како рифаите, мевлевиите, кои што во главном се формираат после 10-тиот век, и до ден денеска, значи, се распространети на сите страни на светот. А што е разликата во праксата на суфизмот меѓу Мевлана, редот Мевлана и редот Руфај, односно Рифај? И мевлевиите, каде што како основач се сматра Мевлана Джелалудин Руми, и рифаиите, каде што основач е Сеид Ахмед Рифаи, еден од внуковите на пратеникот Мохамед алейхиселам. Значи, рифаите се како тарикат постари од сите други тарикати. Има одредени начини на зикр. Зикр е дервишкиот ритуал. Во превод, буквален превод, значи споминјање на Бога, на Севишниот Господ. И тој начин на споменување на Господа со текот на вековите земал одредени форми кои што се до кај нас се дојдени како ритуали. Значи, кај мевлевиите, еве вака, главната разлика, да не влегувам во филозофијата, затоа што сите тие, например, луѓето гледаат како се вртат овие луѓе. Не, слободно може и во филозофијата да влеземе на прашање. Значи, гледаат само како се вртат луѓето или како се бодат луѓето. Да, едните се вртат, односно едните танцуваат и се вртат, а другите влегуваат во транс со тоа што се бодат со... И не осеќаат ништо. Да, не им тече крв. Не им тече крв, да, не им тече крв. Сега, видете, тој зикр на мевлевиите се вика сема. Зборот сема значи небо. И тие дервиши кои што се тука ги представуваат сите галаксии и се вртат околу еден во средината. И тоа, филозофијата на таа работа е дека овие што се вртат имаат еден епицентар. А тој епицентар, таа филозофија на епицентарот е теоцентризмот. Значи, се што се врти околу една оска, а оската е Господ. Уште нешто, ако сте виделе дека тие во главите имаат одредени капи, кои што се викаат сикке, така се викаат тие, а тие капи ги представуваат надгробните плочи. Значи, тоа е метафора на надгробна плоча, што значи дека сето што постои нема реална екзистенција. И тоа е филозофијата на единството на екзистенцијата. Вахдет и вуџуд се вика. Еве, после во Европа Спиноза тоа го преиначи на пантеизам, но не се работи за пантеизам. Кај рифаиите, исто така имаме зикрот, значи тој зикр што се прави каде што се бодат, почнува зикрот, например, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. И така, полека, со споминањето на Господа, луѓето почнуваат да ја осеќаат во себе си живоста на Господа. Доживуваат, не сакам јас да ги употребам овие зборови од далечниот исток, затоа што, ама ние сме ги заборавили нашите, морам. Значи, преминуваат во нирвана. Значи, кај нас е фана филlah тоа. Значи, да се топи во Бога. Значи, и кога почнува тоа, веќе физичките закони не делуваат кај него. Тогаш ги стават тие игли, еве да викам, зарфови се викаат. Значи, овој ритуал на рифаите се вика бурхан. Бурхан значи сигурна, остра аргументација на Бога. Значи, тој со тоа кажува дека, еве, јас ви аргументирам дека физичките закони не делуваат кај мене. Значи, затоа се прави. Разликата е во начинот и формата како се манифестира духовната пракса. Иначе ништо друго. Значи, кај мевлевиите музиката е во прв план и тука има голема музикалност, а кај рифаиите е
понапредна таа концентрацијата, еве што го правиме сега со јога и така натаму, медитацијата, контемплацијата и така. Аме видите, исто добиваат фактички нирвана со тоа што се вртат. Разбира, да. Значи Исто преминуваат преминуваат во екстаза. Видите, екстаза и тие се зборови кои што не се оригинални за тесауфот. Јас ги употребувам за да се разбереме. Да. Иначе, видите, знаете екстаза како се кажува во тесауфот? Веджт. Веќе. Веджт. А веджт на арапски значи да се најдеш себе си, не да се изгубиш. И тогаш јас го најдов Дритон. Неговата моментална локација е во едно активно теќе во Скопје. Во кое, не знам. Метен ми кажа дека во времето на патеписецот Евлија Челебија во Скопје имало дури 20 текиња. Прво, не знаев кој тарикат да го фатам, но мојата интуиција ме однесе на кај Чаир, каде што се наоѓа и до ден денес е активно Руфаиското теќе. Битно е да се спомне дека Руфаискиот тарикат е еден од најстарите. Во теќето во Чаир треба да се најдеме со шејхот Муртезан, кој ќе ни раскаже нешто повеќе за Руфаискиот тарикат. Селам алейкум. Алейкум селам. Мутезан, како сте, добри? Добри, фала. Вие? Добар. Овој ми е заменик. Здраво. Јашар се. Драго ми е. Добар ден. Здраво, добар ден. Како сте? Добри? Супер, јас сум Ана, драго ми Мило е. ми е Ана, јас сум Муртезан, ше Муртезан. Тој ми е заменик. Векил ние го кажуваме иначе, али заменик. Векил значи заменик. Аха. На дервишкиот термин. Повелете. И колку убаво дворче имате тука. А вие сте ми некаде мене многу познат. Сега зависи дали од Ми се чини, улица вие или од ме гледаме телевизија. на филм. Вака сега, во ова теќе има повеќе филмови снимано, особено Gypsy Magic. Браво, тој филмот, Gypsy Magic. да, тогаш Имаше сцена. Да, 96-та е со- снимена, да, да, ритуалот со на Тони дрвишите, Михајловски, да. да. Тогаш имав 14 години и имаше една сцена кај што бев со игла, тогаш боден. Исто како што е денеска Султан Невроз. Ама чекај, ти нели играш? Малку познат факт за мене, јас имав 9 години кога се снимаше филмот и статирав во Gypsy Magic, така да колега, многу би е драго. Мило ми е. Само ја не сум бил дел од Gypsy Magic филмот. Па и мене ме немаше на крај, пази. Празникот Султан Невруз има значајна улога во Руфаискиот ред и го одбележува раѓањето на Али ибн Абу Талиб, почитувана фигура во исламот и се совпаѓа со почетокот на пролетта, символизирајќи обновување и духовно препородување. Овие ритуали влечат длабоки корени во историјата на Руфаи редот и се изведуваат со цел да се зацврсти блиската врска со Бога. Церемониите често се одржуваат пред големо собрание, рефлектирајќи ја важноста на заедницата во славењето на оваа традиција. А како, например, како почнало ова сето и што значува, што Сега вака, символизира? ќе се вратиме назад. Основачот на Руфаискиот ред, Сеид Ахмед Руфаи, он бил, како што кажав, потомец од потомството на пророкот Мухамед. Сега, он еден ден со неговите дервиши отишле кај гробот на пророкот Мухамед. Го поздравиле со исламскиот поздрав Еселаму алейкум ја Расулаллах. Значи, биди поздравен ти ја Расулаллах. И има две варијанти кои што едното кажува дека слушнале гласот, значи гласот кажувајќи ве алейкум селам ве рахметуллах, значи го возвратил поздравот. А другото вика дека што не е толку верно, дека извадил раката и ги поздравил, но се верува дека првото е поверно, го слушнале гласот. Од самиот глас што го слушнале, паднале во еден транс, во една голема љубов и во тоа време дервишите носеле ханчери, ги викат ножеви. И земале се боделе себе си. Но самото бодење немало ништо, ни крв, ни ништо. И од тогаш останало таа традиција кај нас, кај Руфаискиот ред, да се користи игли за да се ја каже љубовта кон Господ и дека е верен на Господ. А преска кажавте дека и од друга религија може
да станат дервиши Да, како има, да речеме, пример, чист пример, ние имаме македонци кои што се дервиши во ова теќе, не си ја менуваат верата, но сакаат да учествуваат во ритуали, во зикирот, кој ќе кажеме Господ е еден. Патот е еден. Значи за Господ не си ти битен дали си ти македонец, албанец, турчин. Кај Господ е едно. И ние секогаш викаме ги сакам луѓето ради создавател, значи ради Господ. Тоа е нашата филозофија во тарикатот, во суфизмот. Нема да се фатите за најуште. Не сме да ги пипаме вие. Шех Муртезан, ова место делува како свето место. Да. Каде се наоѓаме ние всушност? Моментално сте во Турбе. Турбе? Да, турбе е дел од текето. Значи, секој теќе си има турбе. Во турбето се закопуваат предците, шехови или нивните сопрузи, сестри, кои што служеле во ова текето. А да ни кажете нешто за овие теспи кои се Вака се. поголеми од вообичаените? Вака се, овие се бројчаници или теспи, кои што се направени од костени. Аха. Да. И да речеме луѓето тоа Костени? Да, костени се тие. Вистински концерт. Да, вистински, да. Тие се стари. И тука да речеме доаѓаат луѓе кои што се имаат мака, да речеме за здравје, за среќа. Ако сакате можете и да пробате да влезете. Не сакам А треба да си замислиме шелба која праќаме или Не, како? само молитвата кон Господ што имате, да речеме, некоја мака или желба ако имате, можете да се замислите и да помислите. Што не, маката што сме глумци. Тоа е. Ајде, бисмилла. Повелете и вие. Немаш мака? Јас? Сега ме збури на сред Со мака десна. ме прекина. Со десна. Со десна? Да. Која беше? Ова беше. Да. Добро. Помоли се. Најавата ќе ја започнам со 5 збора од дервишот и смртта на Меша Селимовиќ. Оди напред, а после умри. Се враќаме назад во албанскиот театар, за кој Метин претходно ми каже дека е изграден во близина на едно старо мевлевиско теќе кое денес не постои. Дали е случајност, не знам. Но она што знам е дека во театарот ме чека еден дервиш. Дервиш на сцена, а актер, професор и писател во вистинскиот живот. Рефет Абази. За сведок го повикувам перото и мастилото, Почетокот и темнината, крајот на светот. ноќта, месечината, времето, почетокот и крајот на светот. Затоа што човекот, Секој човек е секој голем човек губитник. е губитник.
Живите ништо не знаат. Поучете, Умни, поучете ме како не, да... поучете ме вие мртви, умрени, Така, умрени. како да умрам Без страв. без страв или без ужас, затоа што смртна е безсмислена исто како и животот. Чии се овие зборови? Тоа е репликата на Ахмед Нурудин, која кажува на крајот, која доаѓа Катил Ферманот кога го задавуваат, кога го убиваат. И ја имам некоја чудна врска со овие реченици или со овие мисли. Јас и осетив потреба дека ова не е толку лесно. И ова, што еден мој пријател, што ја гледаше представата, Алмир Башевич, вика, ова дервишот се игра само вака, или до коска, или никако. И јас отидов во Конја, 3 дена, предстоев во музеот. Да, какви беа припремите за улогата? Што значи да се стане дервиш? Па ја не можев да станам дервиш, но сакав стана да навлезам... дервиш на сцена. Да, дервиш на сцена, јас морав да навлезам во тоа. Да, во И суштината буквално јас велика 3 дена јадев дервиш мени што е таму во музеето. А дури преку храна? Да. Па што тоа е различно. Значи, кога ќе седиш има 7 Како се тањери. храни дервиш? Да. Има разни работи, на последното беше најшокантно. Менуто беше на турски, ја го гледам, ништо не бре. И викам, да ми прави, вика, създърма. Създърма мајка ми правеше. Добре. Но тоа, кога прв пат влегов во течето, во музеј што е сега, моите 2 черки беа така галамџи. Таа жена беше нешто да од море сега завршуваме тука и оде и цело време као што сега те бараме тука. И можам да кажам дека бе единствените што правеа муабет, нешто вандера, и само со стапнување внатре, кога го слушаш неот, наеднаш престана. Кога слушаш што? Не, цело време има не, 24 сата во музеот. Неот е ора... Што е тоа неј? Не е инструментот, као кавал, арапски неј што викат. Тоа сите суфи музиката, посебно мевлевиите, тоа неот е основа на све. И тоа неот е као комуникација, дека ти кажува дека тука си припремено, дека немој да се занесуваш. Тоа моите черки кои беа многу мали го осетија. И више оние почна да одат по мене и еден ме фаќа, ма тоа. И тука ги гледаме турбињата и на Руми. А ја бев претходно прочитал Реши се и за неговата среда со Шенци Тебризи, и за што можеш да се чита на англиски, на српско-хрватски, на албански, што можев да најдам сета литература. И ми беше потребно да видам зошто Меша Селимович својот живот Решил да го префрли. го поставил во позиција на еден дервиш. Тоа. Првите стихови на Месневи одат вака, вика, обрни внимание на овој неј кој тагува за разделбата. Тоа се првите 2 стиха. Тоа значи душата се разделува од Врховниот Творец. Значи раѓањето е разделба. И целиот живот треба да го поминеш најчисто што може, што се вика да имаш најчисто срце, за да на крај кога ќе умреш, умирањето е враќање. Значи, колку е чисто твоето срце, толку поблиску ќе си до Бога. Тоа е суштината на дервишот. Самовето што ми го раскажавте вие, ми е исто како патот на еден глумец како да достигне една улога во тој интензитет. Прво треба да се ослободи комплетно, да си го исчисти срцето од секакви работи, да застане сцена и да дозволи да му биде вдахната таа уметничка сила. Апсолутно. Ова што као дервишка филозофија целиот живот треба да го помине за да бидеш почист кога ќе се вратиш тамо. Татко ми, тоа во романот го пишувам, го кажуваше на многу поедноставен, па немаше школа. Не знаеше ни да чита, ни да пишува, но беше еден од најголемите филозофии што ја ги имам средно. Он викаше, сине, вика, овој живот, што го живееме, вика, е една голема борба од која ќе се родиш, како што вика Меша Селимович, која ќе ни падне главата на подот, до крај. Вика, за да треба да се бори, за да останеш човек.
За дервишизмот ни остана уште многу редови неиспишани во оваа епизода. Но на духовниот пат, или тарикат по суфиски, не се знае кој ќе стигне побрзо. Дали тој што вози кола или тој што трнал пешки. За време на отоманската ера, дервишките заедници станале центри за културен и религиозен израз, мешајќи ги локалните балкански традиции со исламската мистика. Дервишизмот денес останува на овие простори да отвара нови полиња за комуникација меѓу културите.